Вие го критикувавте интервјуто на поранешниот председател Стево Пендаровски дадено тука за Сител во насока на тоа дека ја руши позицијата на земјава и нејзините национални интереси, критикувајќи ја политиката на американската администрација. Зошто мислите дека да се има став кој можеби е поблизок до ставовите на Европската унија, ги руши нашите позиции, ако ние сепак се трудиме да играме и со двете страни? Како јас би разбрал, новинар, аналитичар, па да кажеме некој можеби и помаргинален политичар и слично, да оди со навреди кон американскиот председател на лична основа, бидејќи поранешниот председател Пендаровски го нарече председателот Трамп трансакционен председател. Тоа со поедноставен јазик е како да го наречеш некој митаџија, некој кој што зема пари за возврат да ти даде одредена поддршка. До сега во македонската политика, од првиот председател на државата до последниот сега до Гордана Силјановска-Давкова, ниту еден актуелен, ниту еден поранешен председател на Македонија не се дрзнал да дисквалификува или да навредува демократски избран председател на Соединетите Американски држави, кој што ние сите ги дефинираме како наш стратешки партнер. И ако тоа до пред неколку дена го правел новинарот Сашо Ордановски, и да кажеме дека е негово право на мислење, анализа, фрустрација, што и да е, нормално, но кога тоа ќе го направи поранешниот председател, предложен од СДСМ, Стево Пендаровски, тогаш тоа навистина сметам дека е нешто што оди надвор од рамките на ова стратешко сојузништво помеѓу Македонија и Америка.